Македонци, нашата мила татковина Македонија еднаш беше една од најславните земји. Македонците ги поставија основите на уметноста на војувањето, со нивните победоносни фаланги и просветлувањето на Аристотел го цивилизираа човештвото и Азија. А сега, не, еве ги моите грозни и раскрвавени рани, еве ги моите тешки пранги, скршете ги, расковете ги, зацелете ги моите рани, направете се што е во ваша моќ за да се напишат зборовите сложна и обединета Македонија на знамето што ќе го кренам. Откако ќе успеете победоносно, избрагајте ги убиците од оваа земја, кои го веат знамето на раздорот и сеат погубни идеи, делејчиве, мој чеда на безбројни народи, па така обединето под знамето на Македонија како единствен народ, дигнете го високо тоа славно знаме и подгответе се еднодушно да напишете на него: да живее македонскиот народ, да живее Македонија. Ова се зборови извлечени од манифестот на привремената влада на Македонија, потпишан на 23 март 1881 година во Кюстендил, од страна на председателот Васил Чомо и секретарот Никола Трајков. Манифестот со својата содржина се движел со задоволителна брзина, пристигнувајќи во Охридскиот реон, далеку пред почетокот на подготовките за ослободителното востание во 1903 година. Токму тој, манифестот е причина за големото собирање на комитските чети од регионот кои требало на денот од Илинденското востание да започнат ослободителна борба. И местото на собирање веќе било познато. Во местноста Рашанец наеднаш требало да се сретнат комитите од местните области, од југ Охридската чета, од исток Ресенската, од север Демирхисарската и комитската чета на Дебрца. Востанието е пригушено, всушност, како и Крушевското, со последици на трајна загуба на животи од борци, недолжни граѓани, жени и деца. Во нивна чест, Одборот за прослава при местната заедница од селото Плаќе секоја година на 2 август организира свеченост, овој пат во Слободна Македонија. Тие ќе доловат реалност со импровизиран напад на комитските чети од 4 страни према селото. Ќе одржат историски час како би се присетиле на големиот број жртви од востаничките денови. Ќе положат свежо цвеќе на споменикот од паднатите борци, ама и ќе запеат и ќе заиграат, следејќи ги исклучиво песните опеани во времето на општествениот пекол наречен робство. Може би очекувате да почнеме на борбите горе, комитите ги водат и малце стрпение. Борбата е тешка, очекајте, е победа. Одиме како и секоја година. Прво, на почетоков сакам на сите добре дојдовте, да го честитам денот Светилија, тројниот празник, здрави и живи, весели, кај сите дома. И почвиме, знаете како и секоја година, со импровизиран напад на селото. Најпрво, ќе присуствувате на ослободувањето и доаѓањето на комитите од Свиништа, Охридско и Плаќанскиот дел кој ќе го обранеа. Еден аплауз.
спојот на традицијата и верата се случува денес во село Плаќе, Илинден, 2 август. Вие сте организаторот на сите овие збиднувања кои што се случуваат денес во село Плаќе. Да ни кажете повеќе околу тоа. Традиционално, веќе подолг период, во село Плаќе се одржува, односно се празнува денот на Илинденското востание, востанието на Рашенец од 1903, каде што со останатите чети од околните села учествуваше и плаќанската чета. И според белешките на Христо Узунов, на овие простори, во непосредна близина тука на Плаќанската планина беше и болницата за ранетите. Тука и најкрвавиот настан одржан во текот на востанието на Рашенец 1903 година во местноста Бачилиште, каде што Плаќанската чета заедно со Брежанската, Свиничката, Белчишката и дел од Брежанската во вкупен број од 87 комити при првиот налет од Демир Хисар во местноста викана Дупен камен до Мазатар била распоредена и првиот удар тука е првото борбено, првиот борбен налет на турскиот аскер се случува тука. Поради бројниот турски аскер од неколку илјади војници, четите морале да се онегват, да се повлекуваат, дел одат према Брежани, Белчишката и Брежанската, Свинишката и дел од Плаќанската чета заминуваат према местото викано према Мала река и се повлекуваат. Меѓутоа делот останува во средината што била, не можела и се во претежно тие биле комити. И целата чета во тој налет после судирот останува тука во околните пештери каде што и му било престојалиште како комити. По крвавиот бој турскиот аскер продолжува со остатокот од востанието на Рашенец да се пресметува со другите борбени линии. Меѓутоа, овие Плаќанскава чета со герилски напади, пошто била малубројна веќе, претежно во вечерните часови му задала тешки удари и некаде во тие герилски напади 200 војници турски се погинати. По пресметките со останатите чети, турскиот аскер на 5 септември издава наредба за да се соонегби, да оголоцира местото на Плаќанската чета и да ја разбие. Се собрале комитите среде Плаќе, почнуваме да играме.
vojna od malo cirsko. Jego vęczamy, a wiel pasza. Jego vęczamy, a wiel pasza. Za nevesta, ostra sabija. Za nevesta, poslušajte patrioti, ostra sabija. Денес сме собрани тука во село Плаќе по повод одбележувањето на 110 годишнината од Илинденското востание. Значи, за одбележувањето кажете ни повеќе работи. Пред се би сакал да кажам дека е ова голем ден. Не е само одбележувањето на Илинденското востание, туку и одбележувањето на Асном 1944 година, исто Илинден, па и уште едно одбележување празникот Свети Илија, честитки за сите оние кои го слават и ова е навистина во редицата големи празници на македонскиот народ, еден од најголемите, најсвечените празник кој се памети, за да не се заборават делови од историјата на македонскиот народ, започнувајќи од 1903 година, за да не се заборават жртвите кои паднале, неизбројани жртви илинденци, но за да не се заборават и жртвите од Народно-ослободителната војна, за кои велиме дека Македонија од прилика 24.000 искарвариле за оваа денешна наша Македонија. Затоа честитки по повод овие два, односно три празници, за добро здравје на сите наши сограѓани, честитки и желба за обединување на сите наши македонци во секој поглед. Од младите кој сака заклетва може после комитите да оди и заклетва да земи. Официјално химната и знамето на Република Македонија и повикувам пред знамето. Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите
Денес во Плаќе заеднички ќе го одбележиме денот на Илијаденското востание, Крушевската република и востанието на Рашенец 1903, како и создавањето на македонската држава со заседанието на Асно на Илиден 1944 година во манастирот Прокопчински, кога се удари темелите на новата македонска држава. Да го одбележиме патронатот на црквата Свети Илија во село Плаќе и 80 години од поставувањето на звоното црковно, кој го подари Никола Китановски, печалбар од Аргентина во 1933 година. Со голема почит кон сите присутни, од името на Одборот за одбележување на прославата, дозволете ми да ви изразам голема благодарност што дојдовте во ваков број и што заедно ќе ја споделиме радоста дека пред се имаме богато историско минато, како и многобројни значајни настани што треба да ги одбележиме. Од името на сите нас посебно ја изразувам нашата благодарност за присуството на Советот на општина Охрид, Сојузот на борците од Охрид и Дебрца, Сојузот на пензионерите, телевизија Морис, која денеска ја спонзорира господинот Илија Велјановски, и ќе ве молам за спонзорот Илија Велјановски еден аплауз. Денес во Република Македонија и во срцето на секој македонец низ светот се слави Илигден. 2 август е силно обрежан во аналите на македонската државност, не само како ден на Илијаденското востание, туку и како еден историски континуитет од 1944 година, кога повторно се создаде македонска држава после средновековната македонска држава на цар Самоил. Илиден е ден за празнување на сите македонци и сите граѓани кои живеат во Република Македонија. На двата Илиндена македонскиот народ се бореше за своето национално ослободување и затоа го има своето единствено право да си го празнува својот Илиган, кога со многу жртви и крв ја издвојува својата слобода, борејќи се против османлиското робство, а за време на Втората светска војна македонскиот народ се бореше против фашистичкиот окупатор. Да живее Република Македонија! Повикувам комитите пред споменикот да застанат. Ова е споменик на паднатите борци од Илинденското востание и паднатите борци од Народно-ослободителната војна. Слава.
Плаќани. На истиот ден 2 август го имаат задоволството за прослава на уште еден јубилеј, патрон на црквата Свети Илија. Како духовна мајка и ангел чувар на нивните животи, црквата Свети Илија максимално се одржува и надградува. Со донаторски средства не само што се изведени заштитни потези на објектот, туку изградена е целосна црковна инфраструктура со црковна кујна, трапезарија, со места за поголем број верници, обновена камбанарија, заштитна ограда околу храмот и ред други технички и градежни корекции, кои не само што ќе работат во интерес на продолжување на векот на храмот, туку работат и во интерес на пријатното чувство кај секој посетител. Вториот дел од илинденските чествувања ќе се одржа токму во кругот на црквата Свети Илија, каде после лицитирањето на црковни подароци, сите присутни ќе седнат на црковен ручек. Святи мученици, же добре страдачествуваше и венчаше ся, молите ся ко Господу, помиловати ся душа нашим, Исаили кой гнева и певоче, и роди сина Емануила, Бога же и человека, востоки имя Его, величайше Его уважае, Бога Ти обнишаша и закаша, зискающий же Господа, не лишася всякого блага. Благодарен Боже, според Твоја голема милост се молиме, чуј ни и помилуј. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје. Спасена Божје чеда, Павлинка, Зоран, Спаса, Наоме, Катерина, Кристина, Саво. И сите присутни. Зашто те блига секој, слава на Отца, и Сина и Светот, сега секој шкаме. Молитваме Господи, Исе Христе Боже наш помили нас. Амин. 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 За много години. Ни поможе. Господ здравие, живот, напредие, година по радости и по весели да чекаме. Свети Илија, пророкот нека чува нас, нашите семејства, нашиот град и нашата пуковина. Сега секој си обестив ни. Амин. За година куп нов. Јас Виолета. Виолета, ајде помош на Виолета. Секој здравје, живот, најдобро да пачи се дома. Чекај се, јас ќе дам само прво. Ке бројно там си. Ајде го поделиме. Скршиме. Да си го скршиме. Чекај. Олајната ги, олајната ги има витамини. Новата кума за новата година. И пусно се. Па така на здраве. Здравје. Много напред. Ајде чаши 200 денари, 12 чашице. 250. 250. 400. 500. 500. 500 дајно. 500. 600. 600. 1000. 1000. 1500. 1500. Ајде. Со здравје си работи семај. Дај вам.
Дај му, да се зема. Не, добро. Олека, ајде. Олека се служи. Црквата Свети Илија се наоѓа на југозападниот дел од селото и е посветена на пророкот и громовник Свети Илија. Таа е градена како еднокорабно здание од кршен камен и делкан бигор со полукружна апсида. Некојаш црквата била покрина со камени плочи. Според старите записи, материјалот за градење бил носен на местото Сопот, Плакански синор. Црквата Свети Илија е изградена на многу постаро културно место. Пред самата црква на запад се распознаваат остатоци од градба, а во дворното место има стари средновековни гробни конструкции. Проматерачноста на црквата од постариот живопис се останати само ликовите во олтарниот простор и спорените нишки. На иконостасот се наоѓаат 4 престолни икони на кои е регистрирана и испишана 1872 година од изработката на иконостасот се заклучува дека црквата Свети Илија е изградена кон средината на 19 век. По олтарната апсида се наоѓаат 3 надписи, едниот на црковниот и тоа на бордурите што ги дели Света Богородица со причествувањето на апостолите, а гласи: Исилика се боженски пресвети, храм Господу наша Богородица. Другите два надписа, кои се со грчко писмо, се испишани од самата честна трпеза. Првата е: Сети се и спомни ги Господи своите раба Петар, свештеникот и неговиот син. Сети се Господи на своите раба Серафим и неговиот син, вториот надпис. На северната врата иконостасот е насликан Архангел Михаил, а на царските двери пророците Давид и Соломон. Како се забележува, за време на празникот состојбата во плаќе е редовна, со многу народ, весел израз на лицето за секој гостин, со добро расположение и, што е најважно, многу средби кои најчесто завршуваат со договор за обнова, нови градби, разубавување на просторот, надоградба на основната инфраструктура и ред други планови кои ќе дозволат плаќе да живее во семејството на македонските села. Случајно го слушнавме коментарот на гостите кога кажуваа дека во Македонија се гради само на 2 места, во Скопје и во Плаќе. Повлечени од напливот за возобновување на селото, дознавме дека тоа постанува грижа на иселениците кои по пат на донација успеваат да вметнат надеж за подобро утре. Таков е случајот со австралијанецот Стрико Илија, како плаќани милуваат да го наречат, кога посегна прв да донира и да ја приспособи селската чешма за постојано бликање на вода за пиење. Попатно, токму тој го доби признанието за заслуга во возобновувањето на селото, но не е единствен. Во вакво темпо на развој заслужни се и другите донатори, кои во добар дел представуваат угледни бизнисмени од крајот, односно од Охрид, Ресен и Скопје. Се чини дека сепак за Плаќе има спас. Без оглед на само неколку жители кои постојано се присутни во селото, во текот на летото плачкото поднебје како воздушна бања го користат голем број на гости. Викаат, посебна пречка за пристап до селото е неасфалтираниот пат, особено во зимски услови, но живеат во надеж дека ова инвестиција ќе падне на општинската размисла за развој на руралниот туризам, од кој може да се извлече надеж за активно заживување на населбата. На крајот да ги спомнам и спонзорите кои во изминатиот период го спонзорира градбите и денешната приредба. Тоа се господин Кире од Коратица, Војне од Брежани, Ристо Ристевски од Плаќе,
Од Преспа има Лабачевски ЗЗ, Румко, Канал 16, Агроплот, ЦД Турис и Димитар Бузлески. Ви благодарам. Во оваа прилика морам да истакнам дека како координатор на иселениците во далечна Австралија, Сиднеј и околните места, Илија ја зеде обврската да собира парични средства во износ од 1090 австралиски долари, вредност која со голема благодарност ние ја поздравуваме на сите кои донира во донирањето на тие средства и како резултат на тоа овие околни објекти што ги градиме во селото и дел во црквата Свети Илија се нивни средства. Благодарност кон сите донатори на оваа благотворна дејност за која ние уште еднаш им се заблагодариме на сите семејства кои донираа и некаде вредноста ја покрија со некаде околу 60% од вредноста на овие објекти. Имињата се сите запишани на огласната табла, можеме да ги прочитаме, во интерес на времето и во интерес на забавата. Јас ќе му се заблагодарам уште еднаш на господинот Илија Велјановски и го повикувам господинот Илија Велјановски да му дадеме едно скромно признание и го повикувам председателот на црковниот одбор господинот Бранко Стефановски да му ја врачи оваа благодарност. Почитувани селјани, наши македонци од град Плајке. Ова е град Плајке, погледнете што значи слога, што значи љубов према селото, што значи бидете поколение и што значи да се сака, да се, значи нештото да не се заборави. Мило ми и драго што ве гледам сите овде собрани и стварно што ќе почитувате својот роден крај, значи своето огниште, да го знаеме, да го почитуваме и на помали да остане ова успомен, да сите, да не го заборавиме, сите да дојдеме пак тука и увек да се собериме. Не бисме сакале да подвлекуваме паралела како Плаќе изгледаше пред 10 години и како изгледа денес. Силината на вложување е скромна. Од каде побарува подолго време за ревитализација и опоравување? За секој случај, плаќани достоинствено чекорат према родниот праг. И кога се тука, знаат да се гордеат со своето потекло. Тогаш, оправдана им е веселбата од било каков карактер, особено на денот од илинденските празнувања. Нека се здрави, живи и весели, токму онака како што се чувствуваат на денот од големите јубилеи. Како денес живее село Плаќе? Дали жителите на село Плаќе се навраќаат во ова Охридско село, убаво живописно Охридско село? Жителите на Плаќе од секогаш биле сточари, дрводелци, занатли и така натака. Денеска има уште неколку домаќинства останати кои се занимаваат претежно со одгледување на стока и некаде преку 2000 глави има на овци и друг ситен добиток.
Меѓутоа, интересно е што овде кај нас имаме млади сточари, кои ги користат сите погодности што ја пружа владата и се прилагодуваат према времето во кое живееме. Имаме некаде, мислам, производи кои ги нудат и ќе се залагаме во иднина да се створи и бренд за плаќанското сирење, бренд за јагнешкото месо и така натака. Мислам, што е најважно и што радува фактот дека имаме млади сточари, младината се запаќа со овој занат, кој во времето на миграцијата село-град по старите генерации го напуша, меѓутоа радува фактот што денес имаме млади сточари. Колку жители брои село Плаќе? Село Плаќе е интересна населба. Во последниот период од живење во населово, ние имаме тука некаде околу 30 жители, постојани, меѓутоа сите тие имаат и во полските села, поради зимскиот период кој е тежок, инфраструктурата не е таква каква што ние и немаат можности да остануваат, така да веќе сите некои имаат изнајмени во полските села, сточарски фарми долу во полските села, било Јанковец, било Долно Лакочере, а после тој снежен бран, мислам, се враќаат пак во селото и го продолжуваат, остануваат некаде до пред Нова година, зависи од погодностите и временските прилики. Со изградбата на овие и верските и другите објекти околу плоштадот и традициите кои ги негуваме, се надевам, сум оптимист, меѓутоа со мене се младите сите оптимисти, дека ќе го зачуваме селото, ќе го вратиме. Неколку пати е иселувано ова село, меѓутоа традицијата останала да ги враќаме жителите